Појавата на голем број на огласи, голем број на статуси на лажни лекови. Значи надри лекови, надри лекарства, суплементи кои што немаат никакво дејство и така натаму и така натаму. Ова е поврзано со ковид пандемијата. Значи кога се појави ковид пандемијата, граѓаните почнаа да се чувствуваат несигурни, бараа начини како да се заштитат, како да го засилат својот имунитет за да не фатат ковид или ако фатат ковид, последиците да бидат помали. И оваа желба на граѓаните за заштита ја искористија овие што промовираат и што продаваат вакви надри лекови. Значи станува збор за лекови кои што не се регистрирани никаде, значи кои не се регистрирани во нашата агенција на лекови, и тие се продаваат преку огласи во кои што или се злоупотребуваат имиња на наши познати лекари, иако тоа се прави помалце, затоа што е многу ризично, можат да бидат полесно откриени и да бидат тужени од тој лекар чие што име го спомнале, или пак употребуваат фотографии на кои што има измислени лекари. Например, ние сме нашле фотографија кај што се вика, не знам, лекарот тој и тој, ќе ја пребараме таа фотографија, нема врска, ни лекар, ни ништо, станува збор за некаков си адвокат од Москва. Исто така и имињата што ги употребуваат со таквите фотографии не постојат. Значи, кога ќе го провериме името, таков лекар во Македонија нема. Нас ни е целта да направиме проверка на фактите и да видиме, значи, дали тоа е вистина или лага, и ако е лага да го обележиме. Значи, тоа е нашата обврска. Значи, ние се разбира и граѓаните тоа истото можат да го направат ако налетаат на некој таков лек кој што е промовиран на интернет, на социјалните мрежи. За жал, ваквите надри лекови се промовираат и на порталите. Значи, тоа се оние огласи што ги гледаме веднаш под вестите. Значи, ако читате некоја вест на портал, нели насловот го читате, па текстот, и после тоа има еден простор во кој што има неколку реклами, и во тие реклами многу често има надри лекови, и тука медиумската заедница треба нешто да направи да се спречи таквото рекламирање. Овде станува збор за меѓународна операција. Значи, вие кога ќе отидете на некоја социјална мрежа, ќе го видите тој статус или тој твит што и да е, кој што рекламира таков лажен лек. И кога ќе кликнете на линкот, тој ве води на интернет страница, на некаков си вебсайт или блог, од каде што можете да извршите нарачка. Пред нарачката има реклама. Сега, тие реклами истите, значи со истите тие фотографии, за истите лекови ги гледаме на најразлични јазици. Значи на албански, на српски, на босански, па на словачки, на унгарски. Значи, станува збор за меѓународна криминална операција. Тие лекови се продаваат по оние што ги имаме забележано, барем во источна и централна Европа, така што, мислам, не би требало. Тоа веќе се влегува во некоја друга сфера. И плюс, нели, лекари, например, кога ќе видат дека нивното име е злоупотребено, пријавуваат кај надлежните, така што надлежните се запознати со оваа појава. Арно, ама за овие лекарства, за овие надри лекови, надри суплементи, не се појавува ни име на лекар, ниту пак се појавува лекот.